Добар ден, почитувани ученици. Добро дојдовте во училницата по предметот музичко образование за 6-то одделение. И посакувам убав, успешен час со мене, наставник по музичко образование Ванчо Јовчев, во денешното наше видео дружење. Денешната наша содржина, насловот на денешната наша содржина е детски гласови, односно детски хор. Ова наша денешна содржина ќе обработиме преку слушање на музички дела. Азбука од Моцарт, Малиот тапанар, изведена на хорот на виенските момчиња, проба за концерт, исто така од Моцарт, За тебе, композиција во исполнување на детски хор Карина и песни од детски фестивали за сите деца Златно славече, доколку не остана време се разбира часот, и други фестивали, други националности. Цели на содржината. Да наведувате карактеристики за детски гласови. Да воочувате детски хор и детски гласови во делата што ќе ги слушнеме. Да објаснувате за карактерот и изведбата на композицијата со своји зборови. Да споредувате слушани композиции според карактерот и изразните елементи. Поиме кои што треба да ги совладаме: детски хор, детски гласови. Исходи, односно што очекувам од вас јас да научите на овој час. Да ги препознавате по слух детските гласови и детскиот хор, да ги дефинирате карактеристиките на детскиот хор и детските гласови, да ги разликувате композициите според изведба, тонски род и изразни елементи, да го поврзувате карактерот на композицијата и изразните елементи. Потребни материјали за овој час: нотна тетрадка, молив и гума за запишување на податоци, YouTube апликација за слушање на музичките дела на соодветните линкови кои ќе ви ги доставам. Пред да започнеме со кажувањето на посебните карактеристики важни за денешната наша содржина, да се подсетиме од минатиот час. Што беше тоа вокална музика? Вокална музика е онаа музика, односно изведбена музика, само со човечки гласови. Значи, вокална музика е онаа музика која што се изведува, исполнува само со човечки гласови. Детски гласови и нивни карактеристики. Гласовите на девојчињата и момчињата се уште не се оформени и нивните гласови и способности се менуваат. Тие се разликуваат од гласовите на возрастните по боја, јачина и висина. Поради тоа се нарекуваат детски гласови. Согласно гласовните можности, децата пеат тонови со различна висина. Поради тоа, основната поделба на детските гласови е високи, средни и ниски. Период на пубертет, мутација, промена на гласовите. Гласовите на машките деца во периодот на пубертет се менуваат, односно се спуштаат за една октава, односно 8 тона подлабоко, а некои и повеќе. Добиваат поизразена јачина и темна боја. Затоа машките деца во училишните хорови може да приметиме дека се во значително помала бројка, додека гласовите на девојчињата во периодот на пубертет остануваат со иста висина, но се менува нивната јачина, која е појасна, поизразена, и нивната боја, која е потемна. Поделба според гласовните можности, обем на тонови. Поделба според гласовните можности, обем на тонови. Гласовите се делат на прв глас, втор глас и трет глас. Значи, гласовите кои што можат да ги пеат највисоките тонови се викаат, односно пеат на прв глас. А пак, средните гласови се нарекуваат втор глас. Најниските гласови, тие со најтемна боја, најизразена во долниот регистар, се нарекуваат трет глас.
Првиот глас е висок, нежен и светол, вториот глас среден, погласен и потемен, третиот глас низок, длабок, погласен и со уште потемна боја. Ова беше поделбата според гласовните можности, обемна тонови. Одиме понатаму. Детски хор. Детскиот хор е вокален ансамбл составен од детски гласови. Во училиштата, учениците кои имаат желба за пеење и поседуваат гласовни можности се членови на училиштата и хорови. Хористи можат да бидат и девојчиња и момчиња. Хористите кои имаат висок, светол глас пеат прв глас. Оние кои имаат малку потемна боја и не пеат толку високи тонови, пеат втор глас. Хористите кои имаат најдлабок и најтемен глас пеат трет глас. Детскиот хор може да пее едногласни, двугласни, тригласни и четиригласни композиции. Како интерпретатори или учесници во вокални и хорски состави, децата пеат на разни детски фестивали: Златно славече, Шарени ноти, Супер звезда, Кавинка, Сидо, Поточња и други фестивали. Детски фестивали. Еден од најреномираните фестивали кај нас за деца е секако Златно славече. Фестивалот Златно славече бил основан во далечната 1971 година од страна на неколку членови на Советот за грижа и воспитување на децата, и тоа Александар Джамбазов, Васил Пујовски и Благој Јордановски. Првото издание на фестивалот било одржано на 23 мај 1971 година во Драмскиот театар во Скопје. Фестивалот нема на преводувачки карактер. Традиционално учествуваат и гости од други држави. Хорот на Златното славече работи постојано и ја придружува изведбата на солистите. Многу наши реномирани музичари своите први сценски чекори ги направиле токму на овој фестивал. Дружбата со музиката тука е започнале познатите Калиопи Букле, Тоше Проески, Владко Илиевски, Симон Тричевски, Ана Дудловска и многу други. Секоја година фестивалските изведби започнуваат и завршуваат со песната за сите деца. Преку звуците на песната, весела и разиграна мелодија, пропратена со текст, се испраќа порака за сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен, цветен мај. Албански детски фестивал Улбери или Виножито се одржува во Скопје и има надпреварувачки карактер во две категории. Застапени се песни на автори од нашата земја, како и од соседните земји. Во изведбата учествуваат солисти, хор и балетски групи. Фестивалот придонесува за негување и градење на музичката култура кај најмладите. Слушни ги песните и одреди го темпото, карактерот според музичките изразни елементи. Значи, една мала задача за вас после завршувањето на овој час во понатамошните денови ќе чуете по некоја песна од овие два фестивали, ќе ги пронајдете на YouTube каналот. Проба за концерт Волфганг Амадеус Моцарт. Проба за концерт е вокално-инструментално дело, напишано е за детски хор со придружба на пијано. Преку мелодискиот диалог на солистот и хорот, Моцарт многу вешто и интересно ја деловува атмосферата на една училишна проба за концерт. Волфганг Амадеус Моцарт имал само 3 години кога почнал да компонира едноставни детски песни. Свирел на чембало и виолина. На 5 години започнал јавно да настапува, да концертира. На 9 години веќе ги создавал првите инструментални дела. На 11 годишна возраст појавува желба да создаде опера. Моцарт умрал млад и сиромашен, но зад себе оставил непроценливо богатство од своето творештво. По неговите дела можеме да заклучиме дека бил исклучително талентиран музичар кој светот го памети како чудо од дете. Да ја чуеме композицијата Проба за концерт.
Ќе имате вие линкот, го имате и ќе чуете целосна. Јас во интерес на времето морам да поврзам да ги чуеме другите композиции. Азбука од Волфганг Амадеус Моцарт. И оваа композиција Моцарт е посветил на децата. Напишана е за детски хор, во која Моцарт буквите од азбуката ги преточил во тонови и направил мелодична азбука обоена со динамички нијанси и други вокални техники. Да ја чуеме и оваа композиција и потоа задача за вас. Слушајќи композициите и одреди го нивниот карактер според музичките изразни елементи, темпо, динамика и мелодија. Објасни го начинот на изведбата на композициите. Споредејќи композициите и наведи ги нивните сличности и разлики. Да ја чуеме и оваа композиција. Кои беа сличности, кои беа разлики? Една сличност, композиторот е исти. Например, разлика. Во првата композиција немаше придружба. Односно, во втората композиција немаше придружба, во првата композиција беше придружена со инструмент пијано. Значи, првата изведба беше вокално-инструментална, а втората композиција беше вокална. Во првата изведба имаше солист. Уште една важна разлика. Значи, солист е пејач кој што пее сам, а е придружуван од некаков ансамбл или инструмент. Во случај беше придружуван од инструментот пијано и вокалниот ансамбл хор детски. И така натаму сите елементи кои што ги забележавте, забележете ги во вашите тетрадки и ќе ги разгледаме следниот пат. Одиме понатака. Малиот тапанар. Во изведа на хорот на виенските деца, композицијата Малиот тапанар е композиција за детски хор без придружба на инструмент. Значи, уште една композиција која што е без придружба, односно акапела. Од минатиот час, ако се сеќавате за вокална музика, акапела беше вокална изведба која што е без придружба на инструмент. Оваа композиција ја исполнува хорот на виенските момчиња. Тој е составен само од машки детски гласови. Хорот годишно има околу 300 концерти во Европа и во останатите континенти. Во нивниот репертоар се застапени композиции од средновековна, класична, современа и експериментална музика. И следната композиција која што ќе ја чуеме За тебе, во изведа на детскиот хор Окарина. Композицијата За тебе е вокално-инструментално дел, напишана е за детски хор во придружба на инструмент. Детскиот хор Окарина е составен од женски и машки гласови. Задачи. Одреди го карактерот на композициите според изразните музички елементи. Да ги чуеме двете композиции. Прекрасна композиција, мора да се сложиме. Еве, дечиња, задачите за овие две композиции ви ги оставам да ги воочите преку слушање на композициите и истите да ги забележите, односно запишете во вашите тетрадки. И за домашна задача, истражи на животот и делата на композиторот Волфганг Амадеус Моцарт и направи мини проект. Во текот на наредните денови, кога ќе бидете малку послободни, малку пребарувајте, погуглајте, да најдете нешто повеќе, да истражувате за животот и делата на композиторот Волфганг Амадеус Моцарт и да направите еден мини проект. Се надевам уживавте во училницата со мене на овој денешен час. Чувајте се во добро здравје, многу поздрав, до гледање.